Благодарам. Прво мислев да се јавам процедурално да реагирам, бидејќи се скршна од темата, од амандманот. После реков, ајде да избегнам репликата, да не мисли колегата дека нешто имам тенденциозно против него, иако реплицирање овде е сосема нормална работа. Ама бидејќи ме спомена, веќе се јавам за збор, чисто јас да прокоментирам нешто во врска со овој амандман и со она за што зборуваше колегата Сали Муратија немаше врска со амандманот, инаку амандманот го образложи колешката Тоска, се однесуваше за реконструкција на Тетовското кале. Меѓутоа, господинот Сали Мурат овде зборува како се вршела дискриминација, како залудно поднесувале амандмани колегите, не знам колку амандмани имал поднесено колега Салид, јас сум 9-та година во Собраниево, нека ви дадат архивите колку амандмани ние имавме поднесувано како опозиција и можете да погледате од архива снимки како жестоко сме се бореле за тие амандмани, без разлика што исходот во 90% од нив бил таков како што еве и вие реагирате дека се случува. За дискриминација апсолутно не можам да се согласам со вас. Ова што сега владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата го прави, не го прави само за некој етникум во држава. 4 автопати моментално се возат. Нема тука на патоказите кој треба да се вози по автопатите, кој треба да патува. Или овие проективе кои што се доделија на 2 наврати по општините. Нема тука некој обележје за кој етникум се. Сите улици, сите реконструкции, сите инфраструктурни реновирања, изградби, капитални проекти се подеднакво за сите граѓани во држава. А поднос на тоа што ни направивте еден вид анимација со фотографии, и нели колегите од вашата коалиција ви аплаудира, така е, браво, тоа се истите колеги кои што довеле до таа ситуација и не знам дали сте во тек моментално градоначалници на општините чии што слики се ги покажувавте се ваша коалиција. И јас тука не се амнастирам за период ваша коалиција се, ка не со нас не се. Ваша се и градоначалникот на Врапчиште и градоначалникот на Гостивар. Ама до вчера, ама сега се ваша. Значи можете комотно да се обратите или еве ќе ја видат снимката, може ќе не има на некој портал на вести, или поднос на кршењето на уставот. Па вие како уставен судија, како председател на уставен суд, зошто нешто не презедовте за толку кршења на човекови права и посебно на турската заедница, ако ги имало? Уставен судија сте били и председател на уставен суд. Зошто ништо не превзедовте? И сега овие информации што ги давате и што ве бодрат колегите од СДСМ, така е, браво Сали. Еве, заедно од оваа говорница сите допрен глас до јавноста, ајде да видиме дали ќе реагира обвинителот Љупчо Коцевски. Кој гласаше за него, кој не гласаше, еве му докази, ги имате сликите, може би вие како уставен судија, експерт по право, се ќе му обезбедите материјал, нека процени дали се точни овие слики, фотографии, кажаното, нека отвори предмет. Не само тука да доаѓа да бара поголем буџет. Еве му класичен пример да се покрене еден случај, да се види дали вашиот допрен глас има врска со реалноста или нема. И немојте, ве молам, да се жалите зошто сте поднесували амандмани. Па тоа е работа на сите пратеници на опозиција. И немојте вака кукавички, вчера ви кажав да ги повлекувате амандманите. Зошто ги повлекува вашите коалициони партнери амандманите? Без разлика дали ќе бидете одбиени или не. Треба да дебатираме, а јавноста е таа која што ќе цени дали Министерството за финансии е шкрто, дали пратениците од власта се слуги на извршната власт, дали вие сте во право, зошто некој 7 години ништо не направил, па сега вие барате. Ќе дебатираме. Ама овие податоци кои што вие сега ги изнесовте за Врапчиште, за Банјица, моментално, не велам не, имате можност, имам и јас право. Секој има право да се обрати до градоначалникот на својата општина. Но ете, бидејќи вие велите сте обесправени, се крши устав или не знам што, ако вие не појдете до градоначалниците кои што моментално се на вашата страна предени, тогаш еве да го повикаме јавниот обвинител Љупчо Коцевски, на кој што му дозволивме да го прекрши распоредот во собранието, не да дојде на денот пред да започне општата расправа, вториот ден дојде, еве да го повикаме да дојде денес, ако е во можност, да дојде некој друг ден и еве да му даде
извадете вие таа цела папка со материјали и фотографии да видиме дали има основ да се покрене некој предмет и дали некој ги загрозува човековите права, го крши уставот, дискриминира етнички заедници и слично. Знаете како? Јас многу ги почитувам сите етнички заедници во држава, за турците немам збор, на вистина. Меѓутоа, немојте секоја тема да ја вртиме на етничка тема. Значи, нема врска. Ве прашав, дали, например, 250 евра кои што ги имавме во програмата за сите студенти за да набават електронски апарат. Ќе пишува негде за турците помалку, за албанците повеќе или не знам како? Ниту еден проект во држава нема етнички символ. Само ние им ги додаваме зависно од интересот кој ние да дискутираме. Апсолутно, значи нема врска. И најмногу да реагирам на тоа што добро, имате право 10 минути говор, меѓутоа темата беше сосема друга за Тетово и така натаму. Да бидете некако, не знам, обесправени, ви се одбивале амандмани. Значи кажавме ние со овој ребаланс кај се пренаменети средства. Пренаменети не е ни скратено ни нешто. Плати, пензии, капитални проекти. Плати, пензии, капитални проекти за сите. Не само за една етничка заедница. Зошто ја квалификувате оваа влада дека била моноетничка? Нема врска. Значи, нема врска. Така да мислам дека не ви беше во ред дискусијата, но оставам ете и на јавноста сама нека процени. Благодарам.